cool break или пауза за освежување на надпреварот Ирак. Норвешка 1:2 се уште со 3 гола постигнати во првото полувреме. Овде сме во подтрибинскиот простор да го доловиме и ова дека луѓето го користат секој момент да се освежат, да купат нешто, да стават во клюнот што велиме. А најинтересно е да ги видите и цените изворно од камерата на Наташа на продукција Скок и изворно презентиране на Доргутов YouTube канал. Еве, можете сами да прочитате, да не ви читам јас се во американски долари 14, 13. Пилешки сендвич $13. На другава страна са пијалоците Sparking Soft Drinks $8. Американско пиво $18 и точено пиво $19. Не е ни нешто екстра скапо, но тоа е изворно од Жилет стадионот во Фоксборо, Бостон, каде што во овој момент играат Ирак и Холандија. Ирак и Норвешка, се извинувам. Што ќе пиеме, Доргутов? Ние ќе се напиеме нешто, тајна не кажуваме, а меѓутоа она што сакам да го споделам со тебе и со нашите гледачи, сепак бейсболот е број 1, кога е во прашање ова пиење, јадење, лумпување, весело и забава. Не е лошо ни овде, еве, можете да видите, има раздвиженост, има луѓе, екраните од телевизорите, оно што се игра се овде пред нас. Но, оно што го видовме на бейсбол на преворот меѓу Ред Сокс и Рейнџерс Тексас е нешто што останува број 1 кога во прашање ова потрошувачка навалица, да кажам, на навивачите. И големо пространство во подтрибинскиот простор. Значи многу шанкови. Еве, Пица Шанк. Сите фрлаат по нешто во клюнот. Еве го пивото. Скапо и лефтино, за кој како, за норвежаните секако дека не е нешто екстра скапо. За нас не е скапо, за едно да, за повеќе од едно ќе се чуваме за други места. Ова е и чекор напред, едно моје искуство кое датира од 1994 година на тогашното светско првенство кое го организираше исто Америка, односно Соединетите Американски држави. Ова датира уште од тогаш, иако сега е многу по-софтицирано, многу понапред отидено во поголем простор, многу побрзо се тоа води во плаќање и во дистрибуција на пијалоците. Ајде јас да ти се вмешам во ова твоја репортажа на тема пијалоци, на тема храна и на тема цени. Забележувам дека луѓето што излегуваат да јадат, да пијат и да си помуабетат, да не речам, да не се на трибината, каде што со очите вперени кон зелениот терен, имаат, еве гледате колку телевизори овдека. Кај да застанеш имаш телевизор, за сепак да си во тек што се случува со утакмицата. Ништо да не може да избега. Ајде се враќаме. Тоа е Америка. Да гледаме на тебе.
lost one. Гледаме шешира, че столовото шешира. ¿De qué color lo quieres? ¿De México, de Canadá o de Estados Unidos? Do you want the FIFA necklace? You want the big necklace? 25. 300. I can see. That's more for like water side. Oh, there's one for 35. I got Milwaukee. Hay toalla, It's big, yeah. hay toalla, hay llavero, hay destapador. No. $80 фудбалите, $25 некои топки детски, $50 шеширот со знакот на FIFA, $30 овие маскотите, $13 некои превезоци, горе-доле тоа се цените во официјалниот фан шоп што се наоѓа на стадионот. Жилет. Тоа е тоа.